на Меркапија, колеги, роднини, пријатели, сограѓани. Благодариме што дојдовте на оваа наша манифестација да одбележиме меѓународниот ден на маршојаците, поточно меѓународниот ден за развивање на свесноста за значењето на маршојаците. Кога ќе се спомне судир меѓу континентална и медитеранска клима и кога ќе се спомне Каркас масив, тоа секогаш не асоцира на едно нешто, а тоа е нашата Демиркапија, односно Демиркаписката клисура, која што представува еден непрекосновен ареал и едно огромно царство, кај што живеат голем број на птици, со тоа што Демиркапија представува најголем европски орнитолошки центар, не само по бројот на птици кои што ги има тука, туку и по бројот на ретки птици. Некои од тие ретки птици, значи се орелот змиор, златниот орел, листестиот глувчар, голем број на соколи, како и египетскиот и белоглавиот маршојадец. Зошто се важни маршојадците? Како прво, сакам да разграничиме нешто, затоа што имавме една кратка презентација со нашите ученици. Голем дел од нив кога ги прашав што е тоа на зидот на училишната зграда, на сликата, тие ми викаат орел. И ги прашав која е разликата меѓу орел и маршојадец. Имаше различни ставови, но сметам дека можеби од повозрасната популација тоа се уште да не е јасно, заради тоа што кога се нацрта самата слика, самиот морал, слушнав изјави орел, ваков, таков и децата нешто наслушнале, меѓутоа сега ќе направиме едно разграничување за тоа што е маршојадец, а што е орел. Орелот е грабљива птица која што се храни со живи животни, значи лови, плени, знаеме дека има остар вид, лета од големи височини, и буквално може едно цело јагне да го дигне од стадото, а разликата меѓу нив и маршојадците е тоа што и самиот збор мршојадец значи дека јади мрша, односно јади угинати животни. Со тоа што овие животни се хранат со угинати животни, значи дека тоа се нашите чистачи, односно природната, како да кажеме, чистачка служба во природата, со тоа што не спасува од пренесување на заразни болести, и тоа тешки заразни болести, како бруцелоза, туберкулоза и така натаму, ја намалува, значи, го намалува ширењето на смрдејата, кои што буквално можат да јадат и животни кои што се угинати повеќе од една недела. Тоа, значи, сватив дека голем дел од децата не го знаат и дека со тоа што тие представуваат природни чистачи, редуцирачи природни, значи на ваквиот вид на отпад, заземаат една важна алка и на тој начин вршат одржување на еколошката равнотежа во природата. По светот постојат вкупно некаде околу 23 видови на маршојаци, кои што гледаме се поделени на стар и нов свет. Зошто така се поделени? Затоа што тие еволуираат различно, но според начинот на исхрана, заради тоа што едните и другите се хранат со мрша, имат заеднички карактеристики како што е голиот врат, но разликата генерално е тоа што нашите, кои што се тука во Европа, Азија и Африка, трупот, да кажеме, угинатото животно го наоѓаат со помош на развиеното сетило за вид, додека тие што се во Северна и Јужна Америка со помош на сетилото за мирис. И тоа ги разграничува на некој начин. Во Македонија постојат 4 вида на маршојаци, кои што за наша среќа се наоѓаат токму тука, во Демиркапија, се наоѓаат на Мариово некаде, околу Типешкото езеро, горе на Витачево. Тоа се египетскиот маршојадец, белоглавиот, црниот маршојадец и брадестиот маршојадец.
Би сакала накратко чисто некои кратки информации да ви кажам за нив. Значи, египетскиот и брадастиот маршајадец обично живеат во парови, исто како ние, нели, верни сме пред Бога кога ќе се најдеме партнер, така и тие се верни до крајот кога ќе се најдат еден партнер. Живеат, значи, во парови, од прилика скоро сите гнездат по едно јајце, кањата може, односно египетскиот маршајадец, и до 2 јајца да гнезди. Генерално и мажекот и женката се грижат за нив, се грижат некаде, додека да се испили, треба да поминат некаде околу 50 до 60 дена и после околу 2 месеца се грижат за младото и го остават на работ на карпите и од тука натаму се грижи сам за себе, односно мора да го отпочне првиот лет, кој што може да му биде и најдолгиот, заради тоа што од сите овие 4 кои што ги гледаме тука, единствено египетскиот маршајадец е птица преселница, која што во овој период веќе есенскиот продолжува и оди до Средна Африка и до Азија, односно фаќа пространство некаде од околу 3 континенти. Додека останатите, значи се таму кај што локално постојат. Белоглавиот маршајадец го има, нели, исто и кај нас. Тие може да живеат во поголеми колонии, значи секој си има пар, меѓутоа кога одат во потреба по храна, одат, значи, цели колонии. Друго карактеристично за овие птици, нели кажавме дека овие кај нас имат јако развиено сетило за вид, значи можат дури на 6 км висина да го лоцираат тоа угинато животно и комуницираат меѓу себе, иако и самите се на оддалеченост од 3 км, значи со менување на курсот на движење, тие се дават сигнали еден со друг, нели, како да дојдат, дека, еве, пример на тоа место се наоѓа мртво животно и, нели, тоа е извор на енергија за да ги задоволат своите енергетски потреби. И уште една карактеристика, што велиме маршајадци, нели јадат мрша, за разлика од овие 3 египетски белоглав и црн, брадастиот маршајадец уште се вика коскар, заради тоа што тој ги јади и костите. Ние сами знаеме, нели, дека костите се откопуваат гробници и така натаму, археологија од векови намазат, меѓутоа не значи дека коската не е распадлива, тоа зависи во каков тип на почва е, дали има доволно влага, воздух, киселина на почвата и така натаму, можат и многу побрзо да се разградат, меѓутоа брадастиот маршајадец е тој кој што од кога другите 3 ќе го изедат месото, тој директно ги јаде коските и дури ако му е голема коска, може да ја спушти од голема висина, за да се скрши самата коска, желки спуштат и после, нели, полека си јадат. Нив големи птици распон на крила до 3 метра, маса некаде од 6 до 10-11 кг, обично женките се секогаш покрупни од мажаците и, нели, верни како пар до крај. Меѓутоа постои некој проблем, затоа и ние сме овде собрани и се надевам дека ова нема да биде нашата последна трибина и манифестација од ваков карактер. Постои проблем затоа што ова е стара слика на која што можеме да видиме дека ова е цела колонија на птици, има голем број на парови, која што за жал денес не можеме да ја видиме. Денес почесто го гледаме ова, вакви неубави слики, кај што пише пази отров. Кои се тие кои што најчесто го фрлат отровот? Најчесто тоа го прават сточарите, со цел да ги заштитат, нели, стоката своја, фармери зависно, нели, што одгледуваат, фрлат отровни мамки, покрупни, поситни парчиња на месо и така натаму, доаѓа волкот се труе и маршајадецот иде да го изеде убинатиот волк и така, нели, се труе и самото тоа животно. Ние знаеме, нели, дека во природата постои синџирна исхрана и дека на почетокот се секогаш произведувачите, па потрошувачите трево јади, месо јади, се што јади, а маршајадците идат на крајот
и после нив се уште само бактериите и некои гави кои што вршат целосно претварање на таа органска во неорганска материја и која што нели потоа пак ќе се претвори во неорганска и на тој начин таа енергија и материја во природата константно кружи. Освен отровот, ево може да видиме што се случува како резултат на тие отровни мамки, значи оваа слика е стварно грозна, можеме да кажеме, неубава. Други причини од кои што угинуваат се електрокуцијата, криволовот. Оваа слика која што ја гледаме на крајот, сепак нели бидејќи антропогениот фактор е најголемиот причинител за тоа што бројот на овие единки кои што некогаш во 90-тите години бил 120 само тука во Македонија, поради дератизација во 93-та година во Неготино се умрени 65 крајни одеднаш. Значи во тој ланец на исхрана е и глушецот, така? Глушецот ќе го изеде друг, другиот ќе се отруе и на крајот ќе дое маршојадецот и тој. Последната слика го покажува оствари нивниот лет кога кајната се преселува од нас да оде на кај југ, ама наместо да фати од оваа страна на копното да се спуши долу на кај Африка и Азија, они одат преку Средоземно море. За жал, бидејќи има многу малку возрастни единки кои што треба да им го покажат патот, тие тргнуваат малечки од 2-3 месеца и се дават во Средоземно море, што е значи индиректен начин на кој што повторно имаме нели за жал угинување на ваквите птици. Сега кажавме нели дека ги има овие 4, меѓутоа последните два, црниот и брадестиот маршојадец, кај нас ги нема некаде веќе од 80 и 85 година. Тоа веќе на Алпите, значи се гледат во заробеништо и се пуштат. Овие брадестиот веќе е пуштат, меѓутоа тоа е сега за сега за наши услови прескапо да го направиме. Наша цел е, барем сега за сега, овие два, кои што и они се на работни истражувања, гледаме само 12 пара од египетскиот, од кањата, и 10 пара од белоглавиот, ги има, кои што цели 20 години, значи Македонското еколошко друштво напорно работи, посебно последните 5 години, за да успее да го стабилизира тој број, да не е во опаѓање, бидејќи од 2000-та наваму некаде имало нели податоци дека бројот драстично опаднал. Што понатаму, значи што да правиме, како да помогнеме. Еве ова е прв чекор, реков, ние како еколошко друштво од Демиркапија со помош на Македонско еколошко друштво, заради тоа што кажав, нели, нашата Демиркапија е оаза среде пустината околу нас, има прекрасна природа, значи имаме огромен биодиверзитет, значи флора, фауна богата, реки, шума, кој што треба да си го чуваме и треба да си го цениме и значи мора почесто и учениците и возрастните да се едуцираат со споделувањето на информација, со организирање на некои работилници за деца едукативни, интересни, како да ги научиме, односно како прво да им ја представиме убавата страна на маршојадците, затоа што не се и баш многу симпатични, има многу поубави птици и уште од мали подцртаните серии, така филмови, маршојадците не се тие како лешинари неубаво представени и ние од мали имаме неубава слика за нив. Меѓутоа и пандата е сладка, и мачето е сладко, и кучето, меѓутоа никој од нив не иде да не го тргне отпадот, нели да кажеме, или ѓубрето од кантата. Кажавме, нели тоа се нашите природни чистачи, така да се надевам, нели дека успеав некако во кратки црти
да делувам која е проблематиката со која што ние се соочуваме и се трудиме и ќе се трудиме во иднина, нели, да помогнеме, да не само да се стабилизира бројот, да се зголеми бројот, па дури и да се најде начин да се вратат тие два вида кои што моментално се истребени и ги нема кај нас. Ви благодарам.